министер, почитуван државен секретар, почитувани колеги од Министерството и Агенцијата, почитувани присутни и медиуми. Драго ми е што нашите институции, Министерството за земјоделство и Министерството за труд и социјална политика, ја препознаа потребата за поддршката на руралните жени и заедно со телото на Обединетите нации за родовна еднаквост и зајакнување на жените UN Women и силната поддршка од VFECT, Националната федерација на фармери, Руралната мрежа и Руралната коалиција и заедно со Факултетот за земјоделски науки и храна, во 2019 година ја започнавме приказната за креирање на посебна мерка наменета токму за руралните жени која ја постигна својата цел. Првиот јавен повик кој што беше реализиран минатата година со подпишување на 250 договори за жени регистрирани како носители на земјоделски стопанства, беа доделени грантови во износ од 3000 евра. До сега 137 апликантки целосно ја реализирали инвестицијата, а платежната агенција за 115 од нив ги исплати средствата во висина од 17 милиони денари во форма на неповратни грантови со кои се покриваат 100% од направените трошоци. Овде би сакал да напоменам дека интересот за првиот повик за мерката Рурална жена ги надмина нашите очекувања. Па затоа првично планираните средства за 100 договори не беа доволни, поради што Министерството успеа да обезбеди дополнителни средства за да може сите жени кои аплицирале и притоа ги исполнили условите да ја добијат финансиската поддршка. Затоа, буџетот од предвидените 9 милиони денари беше зголемен на 40 милиони денари. Ова залагање на Министерството овозможи наместо 100 апликантки грант да добијат вкупно 250 жени земјоделки. Успехот на мерката и интересот кој го покажаа жените земјоделки беше мотив да ја дуплираме поддршката од 3000 на 6000 евра. Годинава го објавивме вториот јавен повик за мерката со фокус на вистинските жени земјоделки, оние кои одбрале земјоделството да им биде професионална определба за заработка и екзистенција. Во нивни интереси и донесувањето на двата правилници за продажба од куќен праг за производи од растително и животинско потекло, кои придонесоа за уште поголема ефикасност на мерката, бидејќи на овој начин жените легално ги продаваат своите финални производи и со тоа стануваат и економски самостојни, финансиски независни и конкурентни на пазарот. Тие сега легално се надпреваруваат со големите производители. Па така вешто подготвените сладка, джемови, ајвари, маџун, разни сирупи, масла, сокови, зачини и уште многу други производи уредно се продаваат од куќен праг, а локалното население и сите ние можеме да уживаме во вкусовите на традиционалните рецепти пренесувани од колено на колено, но и сите нови вкусови согласно модерните трендови за здрава храна. Да заклучам, Министерството и Агенцијата прават се за да им овозможат на жените земјоделки подобри услови и за живот и за работа во руралните средини. Потврда дека во тоа сме успеале се бројките на регистрирани жени носители на земјоделско стопанство кој постојано расте. Ако во 2019 година, пред почетокот на мерката, сме имале 36.000 регистрирани жени земјоделки, денеска тој број изнесува скоро 40.000, што значи дека сме поттигнале нови речиси 4.000 жени да се регистрираат како носители на своите земјоделски стопанства. Ова се должи на реалните заложби на агенцијата, да не се доцни со исплатите, туку навремено да се исплаќаат парите за инвестиции, со што многуткратно ја зголемивме довербата кај крајните корисници. Денес, жените земјоделки знаат дека нашите мерки не се само празни зборови, туку вистинска поддршка. Само со два јавни повици поддржавме вкупно 320 земјоделки и нивните семејства. Овие бројки ќе продолжат да растат во следните години. Жени земјоделки, ви благодарам за довербата. На вашите успеси сите заеднички се радуваме и ги споделуваме. Ви честитам на сите и ви посакувам успешна реализација на вашите инвестиции. Ви благодарам.